Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во основно училиште Истикбал Тетово. Денешната наставна единица ни е за глаголи. Ова видео настава е наменето за ученици од 5-то оделение. Цели за овој час се учениците да ги идентификуваат и разликуваат формите за глаголите за минато, сегашно и идно време, правилно да ги менуваат глаголите по лице, број и да ги употребуваат во реченици, учениците да ги повторат, систематизират и прошират стекнатите знаења за глаголските времиња. Зборовите, да се потсетиме заедно што се глаголи. Зборовите кои означуваат дејство, положба, состојба или природна појава се викаат глаголи. Пример, јас јадам леб, додека тој јаде ти чистија собата, автобусот за Скопје тргнува во 5 часот, ако ја грееш водата, таа врие, секој ден јас гледам серијски филм. Значи глаголите јадам, јаде, чисти, тргнува, грееш, врие, гледам се глаголи. Овие се зборови со кои се означува некакво дејство, состојба, процес или случување. Глаголот во себе носи информација за вршителот на дејството кое го означува и за времето во кое е извршено. Тој одговара на прашањето што прави некој. Граматички категории по лице, време, начин, вид, преодност, род и број. Залог. Категорија лице подразбира постоење на говорител, соговорник и лице или лица кои не учествуваат во говорната ситуација. Врз основа на тоа дали формата на соодветното време се гради од една или од повеќе компоненти, постојат прости глаголски форми, како што се сегашно време, минато определено свршено време, минато определено несвршено време, заповеден начин, глаголска придавка, глаголска именка, глаголски прилог и од овие подразбираме дека овие се нелични глаголски форми, а од минато неопределено време, како што се сложени глаголски форми, предминато време, идно време, минато идно време, идно прекажано време, може начин, има, нема конструкции. Категорија начин, ставот што го има говорителот во врска со вршењето на глаголското дејство. Исказен начин, тие правеа планови, заповеден начин, направете план и може начин, ние би оделе на кино. Исто така имаме и категорија вид, што ја содржи информацијата дали дејството представува продолжен процес, траење или пак е само еден момент заокружено или завршено дејство. Ние треба сега да споредуваме од тоа што ги гледате овие следниве глаголи. Паѓа, чита, мисли, ветува, што се несвршени глаголи, а од свршени глаголи имаме падна, прочита, измисли и вети. Посебна подгрупа во рамките на несвршените глаголи се повторливите глаголи, како што се седнува, чукнува, подпевнува, подскокнува. Имаме и од сите овие имаме може да дознаеме дека од овие се карактеристичен суфиксот ува. Глаголите се образуваат и така наречените витски двојки. Тоа се двојки составени од свршен и несвршен глагол од ист корен, даде, дава, купи, купува, вети, ветува, истрча, трча, научи, учи. Од витски тројки, седи, седне, седнува, тропа, тропне, тропнува, лета, излета, летнува. Глаголи со суфиксот ира можат да изразуваат и свршеност и несвршеност. Пример, ти телефонира вчера, што е свршен глагол. Цела вечер телефонирав е несвршен глагол. Категорија преодност се изразува според тоа дали дејството што го означува глаголот преоѓа врз некој предмет, објект или не. Преодни глаголи се пишува книга, пие чај,
слуша музика, гледа телевизија, а непреодни глаголи се јас и сестра ми го шетавме кучето, ја качија планината за 1 час. Повртани глаголи изразуваат дејство кое преоѓа врз неговиот вршител. Се мие, се чешла и се облекува. И сега за домашна задача, за на крај, ќе треба вие, драги ученици, да ги пишувате во вашите тетрадки следните реченици, да ги пронајдете и да ги поцртате кои се глаголите во овие примери. Марко пие вкусен сок од јаболка, зајакот трчаше брзо низ шумата, утре на кино ќе го гледам мојот омилен цртан филм, во пролет сонцето свети и грее, мајка ми прави торта за мојот роден ден. Например, во првиот пример имаме Марко пие вкусен сок од јаболка. Кој е глаголот во овој пример? Пие, значи глаголот е пие. Марко пие вкусен сок од јаболка. А вие треба да ги пронајдете во следните реченици. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.